Овој поздрав од трибините истовремено со поздравот на фудбалерите на двата тима. За тимот на Карабак две промени, го нема токму стрелецот на голот Бајрамов, го нема ни Адај. Јафар Гулиев, кој што влезе како резерва, ќе игра на одбранбената бековска позиција. Во средниот ред Јанковиќ, а еве ги судиите. Дани Макели од Холандија, добро познато лице, едно од најдобрите европски и светски судии воопшто, и добро е што е така, што на екипата на Шкендија ќе суди еден ваков арбитар од самиот крем на светскиот фудбал. Има 42 години. Вебстер Ибраими. Добро дијагонал за Тамба, прием на Тамба, еве шанса и 0-1. Молк на стадионот и изворедно проигрување на велемајсторот на фудбалската игра. Да видиме што велат судиите. Се чисто, да, Вебстер и Тамба слава 10-та минута од надпреварот. Тоа е она што го зборував. Имаат проблеми на домашен терен фудбалерите на Карабак. Го примат само првиот гол затоа што претходно со Шелбурн ставија 3-0, 1-0, вкупно 4-0. Меѓутоа погледнете оваа дијагонала на велемајсторот Бесарт Ибраими, па прием со гради и веднаш спринт на Фабриз Тамба. Едноставно светското клупско првенство уште 2016 година, потоа 2017 на U20 светското фудбалско првенство и така натаму. Значи една огромна богата кариера. А да видиме што се случи при овој прекин. Реко претходно многу лоша реализација, очигледно има 1-1. Ќе видиме од забавена снимка. Брзо успеа да се вратат фудбалерите на Карабак. Зубир против Трумчи. Центаршут на Зубир на првата статива, е шанса и 2-1. Ова сега не е добро за само 2-3 минути. Сега Кади Боргес постигнува гол и Карабак од 0-1 доаѓа до водство од 2-1 во надпревар. Нормално одушевени се навивачите кои што беа во шок. И тој брзо реагира, таа реакција која што е многу значајна за голем број надпревари. Пресудна. Навистина одлично брзо реагираат фудбалерите на азербејџанскиот шампион. Карабак еве уште еднаш и изворено, нема што. Се види дека едноставно е мртвија играта на Шкендија. 33-та минута, повторно мат во два потега. Еве конечно Нариман Акунзаде постигнува гол. Секоја чест, мајсторски беше ова изведено. Повторно од левата страна. Голем број центрашутови. Мислам дека тука Јатон Бекири треба да се потруди да најде помош за Александр Трумчи, кој што тешко може да се носи и со Јафар Гулиев и со Зубир, кои главно оперираат од левата напаѓачка страна. Еве да видиме уште еднаш. Секогаш вака Луто ќе гледа без оглед колку е резултатот. Така е навикнат, ги има 11 од 12 шампионски титули за Карабак, таму е тренер уште од 2008 година. Погледнете како играат фанатично. Одземна топка, опасна зона, таму Андраде за Акунзаде, што или судијата Макелева. И ќе има тука и пенал, и да видиме каков картон, жолт. Да, буквално се во транс фудбалерите на Карабак. И Јанковиќ е прецизен. 4-1 во екипата на Карабак за 35 минути игра. Ево задоволството на навивачите, па сега може би 50.000 присутни на најголемиот стадион во Азербејџан. Ова гордост, рамноправно со добар дел од оние врвни клубови од топ 5-6 лиги, па и да победуваат и да направат еден респектабилен клуб. Јафар Гулиев, уште една опасна топка, чиста позиција, 5-1.
Nemaše gol dosega, a evo ga Leandro Andrade сега и тој е меѓу стрелците 5:1 или вкупно 6-7. Не застануваат фудбалерите на Карабак, едноставно машинерија. Реков во првото полувреме во финишот. Не знам дали и Пари Сен-Жермен би играл така, но овде се мотивирани фудбалерите на Карабак и да играат за своите навивачи. Не заслужи Гаја да прими 5 гола, но едноставно Карабак е далеку поквалитетен во овој надпревар.